Погледнете ги тие двојни стандарди, почитувани гледачи. Бугарската држава, која цело време се брани дека судството во Бугарија е независно и на тој начин всушност ги одбива сите тие македонски барања да го регистрира Омо Илинден. Денес врши притисок врз македонските власти, македонскиот премиер и председател, колку и да не сакам да ги брано, да извршат притисок врз македонското судство да биде на некој начин рехабилитирана Спаска Митрева. Вие се лютите на македонската влада? Не се лютиме. Да, ама нема потреба од нервоза. Ма не се лютиме. Се лютите на македонската влада, а министер-председател... Сакаш ли да ти кажа, че се смееме понекога и гледаме тъжно? Викаме какво правят тие хора. По-добро, Защо се самоубиват? Пола македонци што се смеат на македонската влада, меѓуто тоа не е причина за нервоза. Втора работа. Одавна вече не се нервираме. Втора, господине Божидар Димитров. Во таа македонска влада, премиер е човекот кој прво вработува има во бугарска компанија. Тоа е, значи, компанијата Балканска банка, која е на Мултигруп, чиј шеф беше Илија Павлов, соработник на службите, може колега ваш, пошто и вие сте биле соработник на службите, министер за надворешни работи Антонио Милошевски, кој се сметал секојаш дека е наклонет кон бугарската кауза. Вие имате проблем, се лютите на ВМРО-ска влада, а 20 години бугарската држава инвестираше во таа партија за да дојде ден во Македонија да ги сруши границите и Берлинскиот зид помеѓу двете во наводници българските држави. Виждате ли, вие казвате сега нешта като 100% истина. Българската влада инвестираше в ВМРО. Не сме инвестирали. Но аз трябва да се оправдавам тук сега за всички 20 години български влади. Не сме инвестирали в ВМРО. В никого не сме инвестирали. Втора работа. Говорите за Спаска Митрева. Жалосно што мајка со дете е затворена. Значи ви велам дека жалосно. Меѓутоа исто така не можам да прифатам дека е затворена бидејќи е бугарка. Бидејќи тоа не е верно, бидејќи тоа не одговара на вистината, бидејќи јас се бунам против затварање на мајка со дете. Меѓутоа не сакам да се политизира случајот да се рече дека е затворена бидејќи е бугарка. Бидејќи тоа не е навистина така, а е нехумано, значи е нехумано и е срамно за мојата држава тоа да се случи. Еве, значи јавно ви кажам. Добре, аз ще ви питам още нещо. Спаска Митрова не е единствената жена, която не е осигурила легло на мъжа си, когато се вижда с детето, да лежи мъжа и на легло. Колко македонки са осъдени по този член на ефективен затвор? Барем 100. Истражов и барем 100. Се македонки. Вашите медии писаха, че нито една. Не, се осудени. Се осудени. Не осудени, а лежали ли са во затвор? Значи се осудени. Дали се лежали, веќе немам истражувано. Значи тоа не можам да тврдам. Значи меѓутоа е нехумано како е да се сврти. И е проблем не дека е бугарка, туку е проблем дека е мајка на малолетно дете. И тука се согласувам со вас. Меѓутоа исто можам да ви наборам барем 100 примери кои можат да ги користат македонските медиуми дека се тепани македонци, бидејќи се чувстват македонци во Бугарија на гробот на Ајна Сандански, па дури од бугарската полиција, и никој не прави проблема тоа. Меѓутоа знаете, има еден конјуктивитис и кај нас во Македонија, меѓутоа и кај вас во Бугарија, сите ги гледаме само грешките на другиот. Вие сметате дека Бугарија е идеална држава, дека Бугарија ништо не прави, дека Бугарија нема право да се меша во судската власт кога станува збор за Омо Илинден, а Македонија треба да се меша во судската власт кога станува збор за Спаска Митрева. Тоа е некоректен однос. Не, ние никога не сме оспорвали решението на Македонския съд. Ние казваме само, че не е хуманно. Прванов 3 пати се јавува кај Георги Иванов. И какво казва? Премиерот Бојко Борисов се јавува Освободете е по хуманни причини. Како ќе се ослободи? Ние не казваме решението на съда е неправилно. Никой, нито Бойко Борисов, нито Георги Първанов са казали, нито Божидар Димитров са казали, че решението на съда е неправилно. Имам чувство Европски критерий е не се меси в работата на съда. Тя е независима съдебна власт. Ние само настояваме, че по хуманни причини тя трябва да бъде освободена. Това казваме. Кога ќе ја видиме во Македонија? Кого? Вас. Не знам, когато имам работа. Ке ве пушти ли премиерот во Македонија? Защо не ме пушти? Кой ви казал, че ми е забранил да ме? Го гледавме на ТВ Нова. На бугарска ТВ Нова имаше интервју пред 3 недели, кај што рече на Божидар Димитров му е речено дека за Македонија не треба да каже ни еден збор. Не е казал такова нещо. А близки пријатели сте? Казал е да не говоря остро. Както виждате, ви приемам и говори и то достатъчно остро. Уште сабијата да изваите на Аспарух па да ме заколите тука на лице место. Ако ова меко, просто казах, че не се държите журналистически. Ако ова меко зборење, не знам кој е тврдо зборење. Ако седнем и си пребориме кој колко е говорил, ще видите, че ви сте говорили повече. Па веројатно слични. А в книгите по журналистика трябва да бъде обратно. Па веројатно слични карактери сме и малку ни една камера на двајцата, веројатно треба да имаме едно четири. Ти си дошъл да се караш тук, да спориш. След това да урежеш малко от телефона. Не се карам. С екраното и да извадиш острото. Един път вече го направи. Господин Божидар. И аз
доста се колебах дали да ви приема, тъй като знам, че няма да подходите като журналист. Ще подходите, Господ знае като как. Но това е нещо нормално. Може ли един въпрос само да ви поставям за край? Айде. Во Чикаго, пред половина година, Бойко Борисов имаше насредба со бугарската диаспора, кај што наброја 3 стратешки правци кои Бугарија требала или не ги направила изминатите 10 години. А тој е така наречениот грчки модел. Дека Бугарија прво треба со инвестиции да освои Македонија, подоцна да развие пријателски однос со Македонија, при приемот во НАТО и Европската унија, односно да биде на некој начин лобист, тогаш македонците ќе ја засакат Бугарија. Значи тоа се збори кои ги цитирам јас од говорот на Не бяха премиерот. точно таки, пак ги Така е. превртат. Значи така е. Значи ќе ја засакат Бугарија и на крајот македонците сами ќе се освестат кои се и што се, кои им се корените, дека се тоа бугарски корени, дека говорат на еден, како што велеше тој, развален или лош бугарски дијалект. Дали тоа значи дека и Божидар Димитров, како најблизок соработник во однос на македонското прашање, на Бойко Борисов, ќе ја следи таа политика? Не. Например, аз не бих му препоръчал да купуваме предприятия в Македония, тъй като гърците, които ги купиха, сега патят от тая работа, тъй като те са нерентабилни. Македонската икономика е много изостанала технологично. И за да тръгне едно предприятие, то трябва да се обнови технологически, а това означава твърде големи инвестиции. Аз силно се съмнявам, че частните български бизнесмени имат толкова пари, че да реновират технологично македонските предприятия. Близки сте со грците? Моля? Близки сте со грците? В какъв смисъл близки? Вашите пријатели, бугарите од Македонија, Да. стотина на број кои аз ги знам, велат Божидар Димитров почна да ја менува страната, па грците му ја финансирале последната книга. Така во виното. Книгата е за Созопол, не е за Македония. Не, меѓутоа вие финансирале грци. Коя книга? Па за Созопол. Да. То си пише отзади, аз не го крия този факт. Тоест отпред да го пише. Значи близки со срби, близки со грци, само со македонците се карате, ако ше велите со Не е мене. вярно, ни с гърци. Тоа е Балкански Божичко. сојуз од првата и втората Балканска војна. Не е така. 12-13 година. Божичко, каква теория на конспирацията ми измислихте сега? Гърците са наши съюзници по НАТО и Европейския съюз.